Bate Strezo! Hajde! Čekaj be malko, ne kave, hajde be. Čekaj malce, be Stefio. Абе, јас и ти овде имаме дозвола да бидеме или не? Како бе, немаме дозвола, бе, Бате Стрезо, шо се секираш, бе? Па со мене си се имам договорено, бе, Бате Стрезо. Па тоа е проблемот, бе Стефче, што ти имаш договорено, во тоа мене ми е најголемиот проблем. Не се секире, бе, Бате Стрезо. Без гајлич. Со сите се знам ја, Да, бе, да, јасно ми е. Тука, Бате Стрезо. Овде. Полека бе, не се штресај, така ми стаде, од душа ми стаде. Тука, Бате Стрезо. Ова, Бате Стрезо, ќе биде моето животно дело. Ајде, какво животно дело ова ти биле? Што туку трапараш, бе, те? Ја слушаш? Што да слушам, врни надвор, што слушам? Па не можеш да слушнеш. Уметноста, Бате Стрезо. Не можеш да слушнеш за тоа што треба да ја направиме. Треба да правиме уметност, Бате Стрезо, да играме, да пееме, да се смееме. Замина детево, готово, замина детево. Ќе правиме кабаре. Испушти фак. Варно е кабаре. Кабаре, бе, Бате Стрезо. И ќе направиме, Бате Стрезо, независна културна сцена. Наша, Бате Стрезо. Театарска независна сцена ќе направиме, а? Види ја само, гледа. Гледам. 200 души собира, така? Така. 200 души, по 100 денари карта. Знаеш колку пари е тоа, бе, Бате Стрезо? 20.000. 20.000. Абе, по 500 денара карта ти. Колку е по 500 денара карта? Шо е по 500, бе? По 500 денара карта. Абе, кој бе, пулјадарка ќе клеме? Пулјадарка, збори така. Ем богати, ем славни, ко Холивуд, Леле, вре храст, гратиси не даваме. Какви гратиси, нема шанси, крај да те знаеш. за карта тука, Еј, Бате Стрезо. чекај малу, не току се дуј копаун, чекај малу. Не е само излези на сцена и само наплати карта. Нешто треба да им покажиме. Требит. Што ќе покажиме? Да, требит. Тука те чекам. Бате Стрезо, некна што сум гледал еден тип, старо некое видео, црно-бело беше, абе за никаде снимката, ти кажам. Абе, кај си? Слушај, вакво беше, ист беше кој, шешир вака и вака бркчиња тука. Појма немам кој е, Бате Стрезо. Игра, танцува, ти не знаеш што прави. Јас сум ги скинал сите покрети и си купив и бркчиња околу него да бидам. И сега ќе ти ги раскажам сите покрети, ти ќе ги научиш и пошто него никој не го знае. Многу е старо, Бате Стрезо, знаеш какво никакво видео едно. И пошто никој не го знае, сите ќе мислат ние дека сме ги измислиле и еден тон пари ќе направиме, Бате Стрезо. Гледај, ништо посебно е. Ај покажи. Ајде покажи. Покретот како ти кажам, значи. Почне он прво вака. Two hours later. Bella giustatore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tila tua. La spinach o la bouchon, sigaretta portabello, siracchi spaghetto, je la tila tua. Signora Pilassina, voulez-vous la teximite? Le zionta sulla cita. Tula wa. Ça monte si l'amore, la sontia socrevore. La zoncha comme ça.
j'ai la peau dilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule cantine. Je laisse trop sa vite, je la tasse dilatoire. C'est notre seule sonte, ci vosse l'autre volta. Les ochassi catonta. Tra la 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 tra la la. Кај сте бе, дечки? Ево сме. Еве сме, Анче. Кај сме? Нигде не сме. Се фатив јас наоро пумот на овој Стефчет. Абе, лом не направаме. Најдов јас едно видео црно-бело, никој не го знае, тој да ти го најде најпознатото видео од Чарли Чаплин. Абе, брука не опра. Брука не видена е. Брука, ко почна да маве, со тој јајца. Ти бе суртук еден. Абе, цело време се навалвиш бе. Сите јајца во мене, види, гледај ме, не може да се дочистам. А што направам ја, од кај да знам ја, како може бе некој да те знаеш, еден век да те знае бе човек. И тој Чарли Чаплин. Абе, леле, што ќе ти направам тебе, дете, леле. Види, море, пак што ми е како сама сега. И што кој работи тој грешава, што има врска? Тоа некултурни бе, неваспитани, овие што маваат со јајца, не знаат што е уметност права. Добро, дечки, вие мислите дека така функционира независна културна сцена? Не мислим. Очигледно. Независна културна сцена да гарантира одредена слобода, меѓутоа од друга страна има големи предизвици, барем така е кај нас во нашава земја. Ви зборувам за Тамара Ристовска, актерката. Ја знаеме бе Тамара како не. Таа исто е фриленсер, односно и припаѓа на независната културна сцена и се чека проектчиња, додека чека проектчиња на Spotify, можеш да го слушнеш нејзиниот подкаст кој што го снима во Europe House. Па тоа бе подкаст бе, така треба бе, тоа е тоа. Тамара, здраво! Браво! Не те наоѓам на филмски сет, не те наоѓам во театар, те наоѓам како си го подготвуваш својот подкаст, кој што го работиш токму тука во EU House. Зошто го работиш ова? Зошто досега не се вдоми во некој од театрите? Ако си фриленсер во државава, мораш да се снаоѓаш. Односно, мораш да работиш повеќе позиции. Инаку не е дека не сакам, туку едноставно никој не те прашува. Ако си глумец во државава, ни најмалку не ти следи вработување. Така што на повеќето од нас, почетоците после дипломирање најчесто се фриленсерски. Да, и тој фриленсерски статус на некој начин те принудува да бидеш дел од независната културна сцена кај нас, иако позади себе веќе ја имаш супер популарната фамилија Марковски како серијал, филмот на Даријан Пеовски Мими. Очигледно дека културната независна сцена ти е само прибежиште за ова што го правиш или што имаш диплома да го правиш. Во држава во која што се снима на годишно ниво 1 до 2 филма, во последниве 2 години не сум ни сигурна дали е толкава бројката, на толкав број на глумци, мислам, која е веројатноста да добиеш улога колку и да си талентиран? Добро, те гледам на црвен тепих, а од друга страна се бориш за екзистенција. Како тоа изгледа? Тоа е некако и како другите луѓе те перцепираат. Да, некогаш си на црвен тепих, ама некогаш работиш и во кафич. Истите тие луѓе кога ќе те видат на црвен тепих, утре ден кога ќе те видат како работиш во кафич, се шокираат од таа гледка. Со тоа што едноставно мораш да наоѓаш начини за преживување. Со тоа што не сакам да звучам волку песимистички и често си го велам тоа на себе дека не треба да бидам волку песимистички настроена. Апсолутно дека треба да бидеш трпелив, да работиш на себе и да веруваш во себе. Али станува со тек на години се по исцрпувачки тоа.
Добро, што ти нуди овој статус како фриленсер, независен? Што е оно што го добиваш ти како позитивно нешто? Подкастов е една од најубавите работи што ми се има случено. Не сум сигурна дали доколку би била вработена во тој некој идеален свет, ако те праша дали би сакала да се вработиш, бидејќи не е така. Тогаш убаво е кога дознаваш повеќе работи за себе и некако си наоѓаш повеќе сфери во твојата област каде што би можела да дознаеш нешто повеќе за себе. Не мора да е само актерството пресудно. И што е оно што е потребно на независната сцена да биде супер функционална кај нас и за да може да биде доволно провокативна и за другите актери, па да зборуваме за сериозна независна културна сцена? Простор за почеток. Имаме еден МКЦ, таму се игра се и е тоа прекрасно, но ни недостига простор, недостига доволен буџет кој што ќе биде финансирано од одредени институции кај нас. За почеток се некои такви технички работи кои што се невозможни. Мислам, ти ќе добиеш буџет, али немаш доволно вистинските ресурси за тоа. Бидејќи желбата, иницијативата и мотивите ги имаш. И тоа е најважно. Али најчесто просторот и буџетот се најголем проблем кај нас. Па се надам дека тоа ќе се случи побрзо и ќе имам можност да гледам повеќе на сцена не само на МКС, туку и на некои алтернативни простори во градот, додека ти го слушам подкастот. Благодарам, ама обично сум од другата страна, јас сум таа што поставува прашање, сега ми извади малце од комфорт зона, така да ти благодарам. Фала да ти го беше. Ана, Молам. ја знаеш ова песна една охридска како да ише Ој Зарино рва се вдо Еднуш дојдов дома ти, ај тебе дома не те најдов, ај тук те најдов по комши. Ако мислеше на таја, мислам. На таја мислев. Не можете поубав вовед да ми дадете. Зарина Првасевда, најдобриот нов талент на Upbeat платформата за 2023. Значи, седи тука до мене, стрезо не вози. Многу интересна ви е целата ова постура на снимање, нешто многу необично и различно, нешто на кое што јас многу се радувам и поддржувам, така да многу ви благодарам што ме поканивте да бидам дел. Благодарам како нов талент на кој што Европа чека, денеска си со нас, затоа што зборуваме за тема која што е именувана како независна културна сцена, тема која што ти ја живееш веќе повеќе од 10 години. Да. И сега со позиција на препознаен артист во Европа на кој што треба да му се отворат вратите. Ама како до тука? Тоа е многу интересно прашање. Како да тука? Тука со многу работа, многу неспиени ноќи, многу бърнаути, односно прегорувања. И се разбира многу љубов, многу верба во тоа што го работам и една многу силна и јасна цел, а тоа е да се тоа што ние како македонци и како Македонија овој регион го поседува во однос на ризницата на традиционалната музика, да излезе во надвор од границите на Македонија и тоа да биде препознаено како нешто што е екзотично, нешто што е силно, нешто што е квалитетно и нешто што е на рангот на сите други останати музички правци, односно култури на кои што ние им даваме голема важност. Фактички во твојата работа е фокусот на локалното музичко наследство, но не само локалното, туку и светското музичко наследство. Како ги собираш песните кои што ги пееш, затоа што поголем дел од нив мене ми се досега не чуе? Па на многу различни начини, пред се слушајќи многу, истражувајќи многу во традиционалната музика, навлегувајќи во детали, ако слушнам некоја охридска традиционална, пробувам да разберам
дури од оние снимки кои што се многу стари, пробувам да разберам кои тоа се луѓе биле собрани во таа просторија тогаш и кои се луѓе учествувале во создавањето на едно такво дело, односно на репродуцирањето во тој период. Бидејќи нели овие песни кои што јас ги пеам, не ни е познат вистинскиот автор кој ги напишал и затоа им се восхитувам. И тоа е уште еден доказ дека традиционалната музика е многу посилна и помоќна и нешто што никогаш не умира, затоа што ние еве после 150-200 години се уште пеам традиционална музика за која што не знам кој ја напишал. Колку е тешко да се функционира сам? Или лесно? Тешко е несомнено затоа што ние сме многу мала држава. Затоа што се уште не би рекла дека артистот го препознаваме на правиот начин и како публика, но и како некаква институционална поддршка и подкрепа. И јас тоа го видов многу рано и некако сватив дека не сакам да се бавам со тоа, дека немам намера да отстапувам нема да правам компромис со квалитетот, со вистината, со тоа што сум јас, кои се моите лични внатрешни вредности и ставови, и јас не правам компромис со тоа и токму затоа одлучив да се бавам со ова сама и да припаѓам на алтернативната, односно на независната сцена. Кои ти беа знаците дека го правиш вистинското? Односно, дали она реакција на луѓето кога пееше на планинските врвови за време на ковидот, дали издавањето на Ехо албумот за Кроација Рекордс, малкумина може да се пофала од такво нешто, е знакот дека си препознаена дека го правиш вистинското? Или кои знаци ти беа доволно сугестивни да знаеш дека оке Зарина само тере си по своја? Многу ретко од луѓето кои што ја знаат сега Зарина каква е и тоа што го прави Зарина, многу ретко од луѓето знаат дека јас претходно работев во фабрика за преработка на печорки во фрижидер на -30, чистев печорки. Работев две работи, од кои што ова ви зборувам сега се само дел од работите кои сум ги работела за да стигнам до тоа да Зарина биде тоа што е Зарина денес. Работев келнерка, често пати не добивав плата за тоа. Работев во разни бутици, продажба и така натаму. Сум работела во ист период од Сабајле од 8 по ГТЦ продавам кошули до 4, од 5 одам во кафана, во кафич во кој што служам до 12-1. И секој пат и ќе сум метела, например, се случувало кога ќе метам некаде во ГТЦ и сум се замислувала како сум на сцена и како го имам концертот во филхармонија кој подоцна се случи. Кои беа знаците во периодот кога Зарина, првото видео на Зарина, односно Бил пее во планина излезе. Значи прво излегува видеото, јас видеото не знам дека е снимено воопшто и дека тоа видео некој ме снимил. Го става видеото другарот на Facebook и тоа во едно рекордно време од недела дена постигнува 500.000 прегледи. Се случуваат сите тие таа медиумско внимание и сите тие луѓе, музичари и така натаму ме контактираат да работам. И тука веќе немав избор. Јас во моментот кога излезе Зарина веќе влегов. Значи во моментот кога излезе првото видео викам ова е моментот што го чекав целиот живот. И викам и веднаш дадов отказ и имав еден отказен рок од месец дена додека работев. Во тој месец дена веќе почна сериозно да се развива за приказната Зарина, односно го пушти второто видео Распукала шарпланина, кое што го имав снимено пред 2 години. Тоа видео излезе и тоа исто отиде така вирално и така натаму и сватив дека тоа е тоа и дека сега е моментот да ги извадам сите песни од фиока кои што сакав да ги снимам и да искористам можноста на сите луѓе кои што ми пристапија дека сакаат да работат со мене, да видиме со кои што како можеме да направиме. Така се случи снимањето на албумот Ехо. И при тоа, како се случуваа работите, се редеа едно по едно коцките, како да баш тоа во тој период како да требаше да се случува. Значи, јас никогаш немаше да си помислам дека ќе работам со Васил Хаџиманов, кој ми е еден од луѓето на кои сум му се восхитувала како дете и сум седела пред телевизор и сум го гледала. Дека ќе работам со Ратко Даутовски, кој ми е брат, кој претходно сум го гледала на телевизија со Драган Даутовски и ми знаеш и таа музика што ја правеле ми била некако водич.
и дека тоа сето ќе се случува на тој начин на кој што ќе се случува, па јас да се охрабрам да самата закажам во своја продукција концерт во Македонска филхармонија со 0 денари, ни спонзори, ни некој позади мене, ниту ништо. И тој концерт да се случи, тој концерт да биде распродаден во 6 дена до последно седиште. И ајде сега рецептот твој како постабилна независна културна сцена во Македонија. Што е потребно? Што тебе лично ти е потребно за да можеш поедноставно сега патот натаму да го? Треба да сватиме, да разбериме еднаш за секогаш дека толку е многу широко овде на земјава и толку многу има места и можности и ситуации во кои што за сите има место и дека музиката, односно уметноста генерално не е никаков надпревар, напротив, таа се размножува кога се дели. Така да тоа ни недостасува приватниот сектор да ги види артистите кои се во подем и да малку размисли во однос на поддржувањето на артистите кои имаат конкретна цел. Бидејќи јас сум во независната сцена и сум продуцент на многу мои концерти кои завршиле супер успешно, сум имала среќа, односно сум добила 100 затворени врати пред приватни сектори кои знам со каков тип на буџет кубурат, односно работат и располагаат, кои што за некакви смешни суми би подобро не давај ништо отколку да дадеш некаква смешна сума. Значи би кажала дека еве еден концерт во филхармонија чини помеѓу 7 и 10.000 евра кога го правиш во еве како што јас го направив мојот. Ќе зборувам за себе си лично. 200 евра од приватен сектор кој има 1 милион евра обрт на годишно ниво, 200 евра се навреда. А државата? Каде ни е тука држава? Државата, како што гледате во целиот период додека разговараме, не ја споменувам и тоа намерно и целно го правам, затоа што еве во изминатиот период откако Зарина постои, јас сум добила одбиени проекти или сум добила честопати затворени врати или сум била и дури исмејувана за некои одредени нешта. Тука сме, постоиме и работиме на крајот на триштата за под знамето на Македонија се уште, дека имаме можност ние да се преселиме во други држави и некои други вакво да ни помагаат, меѓутоа не го правиме. Јас целно не го правам тоа. Имаме еден куп можности каде што можам да се преселам и да работам во Шведска, например, и да се представам како шведски артист кој се бави со балканска музика, но јас седам во Македонија и целно и намерно работам од Македонија, затоа што сакам да покажам дека е можно. Да не си мрднала од тука. Па ќе видиме како ќе се можеш слободно да се движиш на светските музички сцени, ама твојата енергија и тврдоглавост, ќе кажам, која што поседуваш, нека остане присутна на оваа тло, затоа што само така ќе дадеме шанса на културната сцена да остане независна и да има свое цутење во период кој што следи. При тоа да напоменеме дека независната сцена исто така мора многу да работи, многу да истражува во однос на естетиката и во однос на изразот, бидејќи надвор има многу голема конкуренција, односно надвор има луѓе кои што многу сериозно пристапуваат во уметноста, така да тој момент мора да се забележи дека не можеме цело време да се вадиме на ние сме независни, треба да работиме многу на квалитетот кој го покажуваме, за тој квалитет да биде препознат и тука и надвор. Фала ти многу уште еднаш. Фала ви. Бидејќи кај нас трезо е сезнајко, те молам изненади го со песна, не знам дали ќе може да се придружи. Да ги поздравиме тетовчани со една од најбајте песни за една од најбајте планини во Македонија после Галичица, фала Богу се разбира. Што се бели мори горе шарпла нина, дал е снег че морил е бело стадо и така натаму. И акција.
Ова интервју е во овој простор каде што сега немате улога на реквизитери, каде што немате улога на што се како придружни суфлери. Суфлери генерално немаме, не работиме така. Тонци немаме. Немаме. Да, значи сега ќе си имаме муабет актери со новинарка на тема независна културна сцена или што значи да се биде артопија сите овие 7 години, да се произведуваат театарски представи и да се одржиш во живот на некој начин. Како изгледаат овие 7 години? Убави. Многу убаво изгледаат и тоа не е само да се биде артопија, туку е да се биде било кое здружение кое што се обидува да продуцира, да се здружува некако, да гради нешто на независна културна сцена. И мислам дека сите помалку или повеќе сме свесни, сите помалку или повеќе се соочуваме со исто, сите сме се. Да, сите правиме дел од продукција, кога одиме на гостување, да возиме сите на гостување, кога местиме сцена, местиме сите. Артопија, уште кога се создаваше, го замисливме како место кое што ќе биде некакво далечно исполнување на нашите желби, потреби, она што сакаме ние да го не само професионално, туку што сакаме да го шириме како слободен изразување, како потреба и можност да бидеме заедно, да се состануваме, да создаваме. Тоа треба да биде артопија. Добро, што може да биде мотивација да се биде дел од независна културна сцена? Што може да биде доволна јадица за да човек сака да обстојува на тоа поле наспротив или да се укотвиш во некоја институција во држава и да бидеш таму, да следиш слепо нечи репертоар. Ова најмногу до Никола се однесува затоа што ти си актер кој што студира, дипломиран актер кој што студира машински факултет, работиш во фабрика во моментов, а играш представи во артопија. Одбрав друга професија да се бавам како план Б, за да можам да имам место екзистенција, финансиски да издржам и да можам да се вложувам, да продолжам да работам независен театар. А што е потребно на независната театарска сцена во Македонија? На независната културна сцена генерално е потребно институциите да разберат дека независната сцена не располага со ресурсите со кои што располагаат националните институции. Независната сцена го нема вработени, независната сцена нема простор, независната сцена нема ништо што една национална институција го има. Во Глумици, во суштина, вие се исповедате на некој начин и сиот актерски пат кој што го одите е во тоа парче од неполни 2 часа. Меѓутоа, колку вештините кои што ги имате спорадично стекнувани како твојата музика, како инженерската работа, твојата како танчерска работа, ги внесувате во производот кој што го давате како производ пред публика? Во Глумици градиме се обидуваме да изградиме заедништво меѓу оние кои изведуваат и оние кои гледаат, кои во еден момент сваќаат дека не гледаат, само туку дека ја градат представата заедно со нас, го градат тоа искуство кое сите заедно, кои што се во просторот го создаваат. Ние секогаш го користиме тоа што сме го стекнале надвор од театарот, пред театарот, бидејќи ја верувам дека тоа е дека сите искуства кои што сум ги имала некако ми изградиле. Добро, зашто се борите? За подобри, вистински подобри услови за работа во кои што нема да мора да правиме никакви компромиси. Се надам дека сега Стрезо и Стефан добро ви интервенира со реквизитиве за Глумици, така што доста не е таму табуретката, брат. Значи увакви услови не знам како може да работиме, стварно не ме. Табуретката малце понавака за Симонче да може одма да седне. Ајде. Искористете ги дека ви е домесна сценографијата додека се подготвувате за вечерашната представа. Не за него, за мене, за мене. Стефчо, бе. За мене, Стефчо! Ама он само стен да прави, не седнува никогаш, ти текно, не му треба табуретка. Поваму, ете така, добар, ајде. Продолжава. Сигурен си ти во ова? Не се мирен, како не сум сигурен. Овој првиот Чаплин гутнахме, те го знаете. Кој работи, тој греши, па те Стрезо, нема врска. Ама овие двајца, кореографија, нивна, жив човек, ја нема видено, ја ти гарантирам, па те Стрезо, уживај, нема шанси да познаат чиј е. Гарантирам. Слушаш, спремен ли си? Ајмо. Вака, ајде. За нас. За нас, ајде, бац. За уметноста.
Абе, Стефче, жив човек нема до публика, маре, па ше. Абе, Стрезе, тежак е живот уметнички, да знаеш. Играј кога да е полна, бате Стрезо, играј кога да е полна. Како би играј кога да е полна? Мене ли ке станевме богати и славни? А да, пачу. Играј, бате Стрезо, ништо кога ти е полна. Таму се смее лицото, едно што ме најден. 200 денари карта, 300 денари карта. 40-50 илјади, ништо не направивме.